Животот несомнено знае да ги зададе најтешките удари. Ако денеска сте на врвот, утре може да се најдете сам без никого, без леп и вода, без основни услови за живот. Таква е и оваа приказна на двајцата другари по судбина во средовечието од животот. Заеднички им се ведрото небо како покривач и земјата како легло. И не го зборувам ова за да ве наведам на емоции, туку само ја прикажувам тешката мака на овие двајца битолчани. Болни, безпомошни, без кров над главата и без помош од никаде. Живеат во куќа која секој момент може да се сруши над нив, без струја и вода, без леп. Овде нема ни вода, нема ни струја, нема ни тоалет, ми е катастрофа. Значи, тотално нема ништо, никакви услови за живот. Сите, значи, испод сите норми на екзистенција овде сме. Значи, овде тониме, потонаме и стварно нема смисла. Се обратив на многу места, сизот од Скопје, што е една цела Македонија, нема ингеренции за оваа ситуација. Се обратив до комисијата преку владината комисија за стамбени прашања Скопје, чекам одговор, тој одговор е 6 месеци, немам 8 месеци, односно. Па сега не знам кај да се обратам, не знам кој е надлежен, кај да се јавам, оди таму, одам таму, не кај да се оди потаму. Каде е то, потаму, каде е то ваму. Андреевски откако дотемел му изгоре куќата остана на улица. Зимата ја помина во црквата Света Недела, топлејки се од свеките и хранејки се со задушницата од мртвите. За судбината да го спои со Нашоку кој е тешко болен, сместен во оваа рушевина, надевајки се на помошта од Пеце за да подстане или да му донесе нешто да касне. За лекови? За тоа нема пари од социјалното. Овој балкански првак во скиење сега е безпомошен. Разни, мислам, болести, диагнози. Не можев да работам, прекинав. Дури работев. И си имав и смешта и се обстојував некако. После кога почнав да се разболувам, не можев да работам и сакав некев моравше да дојдам овде. Па овој што беше газата што беше на куќата, тој е починат. Би дозволи, мислам, да седам тука. И така, еве, до ден денес се влечкам. И јас скиев, мислам, на времето бев републички и државен и балкански првак во скијање. И еве, гледате кој завршив сега. Ги шетав планините, сега не можам да станам до надвор излезам. Благодарение на Пеце, што е тука со мене сега, ми поможува. Иако животот си поиграл со нив, без семејство и без помош, Андреевски, 53 години и Дахан, 50 годишен, бараат надлежните или некој хуман човек да им помогне и да им овозможи да се најде кров над главата. Надежта, велат, последна умира.